Добро дојдовте повторно на GOX YouTube каналот. Вечерва ќе ве вратам малце во историјата, времепловот во минатото. Многумина од вас се сеќаваат на времето како изгледаше Windows XP. Оној легендарен Windows XP кој по многу нешта беше еден од најдобрите оперативни системи на Microsoft. Денеска ќе инсталираме свежа копија на Windows XP и ќе ви покажам како може да инсталирате на вашиот компјутер. Имате, на пример, Windows 10 на кој ќе работите и да речеме Windows 7 на кој може да се зафркавате, буквално. За таа цел денеска ќе го користиме VMware Workstation, кој ќе ни служи да инсталираме виртуелен Windows, виртуелна машина. Ќе користиме Workstation 16 Pro верзијата. За да започнеме со инсталација, кликаме на Create a New Virtual Machine, Typical Recommended, Next. Дали сакаме веднаш да започне инсталацијата на Windows-от и бараме каде ни е моментално инсталацијата, нас ни е на десктопот и е во формат на ISO, Open, и го најде одма како го детектира како Windows XP Professional. Кликаме потоа Next. Не ни треба клjuč, кликаме понатаму или Next. Името на виртуалната машина ќе остане Windows XP Professional и потоа повторно кликаме на Next. Одбираме големина на хард дискот, за оваа намена доволно ни 40 гигабајти. Другото ставаме се како што си е, кликаме повторно на Next. Customize hardware. RAM меморија би ни вршила работа 1 гигабит доволно. Процесор 1. Другото ставаме се како што си е. Close и Finish. И во овој момент започна инсталацијата на легендарниот Windows XP, дами и господа. Ќе почекаме додека заврши инсталацијата. На времето немаше машина која не користеше Windows XP Professional, потоа испадна Windows XP Professional Service Pack 2. Не би требало оваа инсталација да трае повеќе од 10 минути. Се зависи нели колку е брза вашата машина. Тука се мисли на вашиот процесор, вашиот хард диск, дали е SSD, дали е обичен хард диск. Оние малце постари, ако се сеќаваат на Windows 95-ката, како се инсталираше истиот, мораше да се инсталира преку DOS со флопи дискета, каде што мораше да биде инсталиран сетапот на флопи дискетата и преку таа дискета да се подигне инсталацијата со впишување на команди во DOS, дами и господа. Тоа беше една постапка која не можеше секој да ја
да ја заврши како треба. Бидејќи за таа постапка требаше малце попрофесионално познавање. Мораше да се знае точно кои команди се пишуваат, за да се стартува сетапот. Покажува дека ќе заврши сетапот за 34 минути, моментално инсталира уреди, девајс, вика try the easiest Windows yet. Да, навистина тоа беше еден од најлесниот Windows за ракување до тогаш и најмодерен секако. На кој можеше да го менувате и скинот, дојеше во две бои, мислам дека беше металик боја, но можеше преку интернет да се скинат и скинови и да се смени комплетниот изглед на самиот Windows. И после успешно внесување на клучот, инсталацијата продолжува, значи останувато прилика уште 32 минути, толку кажува сетапот, но истиот ќе заврши многу побрзо. Легендарен Windows кој долго живееше, долго време се опираше на времето. За жал, после тоа Windows 7 го изеде Windows XP, но и покрај тоа уште долго време не се предаваше поточно. Уште 16 минути инсталација. Веројатно и до ден денеска има се уште корисници кои користат Windows XP. Да, овој Windows се уште може да се користи, но поддршка за него веќе не постои. Значи, во смисла не се издаваат поправка на багови од Microsoft. Во таа смисла нема техничка поддршка. И верувам дека за многу хардвер или поточно за многу драйвери нема исто така поддршка. И инсталацијата конечно заврши, чекаме да се стартува Windows XP. Само кој се сетам колку беше добар овој Windows. Колку во тоа време беше незаменлив, незамисливо да работиш без него. И ова е посебно легендарниот звук кој доаѓаше со овој Windows. Welcome, добро дојдовте. Добро ве најдовме. Во тоа време истиот можеше да се купи по многу скапи цени, но исто така можеше да се најде и пиратерии, така да многу од нас користевме пиратски Windows во тоа време. И флопи, вау. Сега треба да се инсталира графичката картичка, за да имаме поголема слика резолуција. Тоа се VMware Tools Setupот, каде што ги инсталира и драйверите.
Иначе ова е легендарната позадина на Windows XP која имаше скоро на секој компјутер. Конечно имаме добра резолуција, се инсталира графичките драйвери, повторно рестарт на оперативниот систем, која музика, и сега можеме да уклучиме на фул целосен екран, каде што можеме да уживаме во гледката на овој Windows, дами и господа, легендарното старт мени. Во Properties тука можеше да се смени темата. Имаше Windows XP на стандардната, Windows Classic. Оние кои имаа послаби компјутери користеа Windows Classic, потоа Zune, нешто како темна, и потоа можеше онлайн да се стигне до што многу други теми за овој оперативен систем. Тука можеше да се сменат позадините, веќе имаш некои си готови позадини од самиот Windows. Инаку во тоа време ретко кој имаше Windows XP 64, сите претежно беа Windows 32 битни. И постоева, значи, две, може да се наречат стилови на теми. Оваа што имаме сега, класичната, Zune, и во некој од Windows-ите постоеше онаја као сребрена некоја тема. За оние кои ја користеа, знаат што зборувам. И тука во овој дел се местеше резолуцијата на екранот. Се вративме во времепловот, во минатото, во времето кога овој Windows беше еден од најпопуларните Windows-и. Се надевам дека многу од вас се подсетија на овој Windows, незаборавен Windows кој имаше своји предности и мани. И дами и господа, доколку ви се допадна ова видео, кликнете лайк на истово, оние кои се нови subscribe на овој канал, удрете го тоа звонче доле, што посилно, и одберете опција All Notifications, да ги добивате сите нотификации за овој канал, а очекувате наскоро уште многу вакви слични видеа од овој карактер и од разни други теми. И посакувам секое добро, бидете ми живи, здрави, чувајте се, секое добро, а ние се гледаме повторно наскоро со ново видео. До тогаш, чаос!